Здраво и добре дојдовте во најновиот подкаст во соработка со Europe House Струга, каде што и моментално се наоѓаме. Јас сум Златка и сум дел од мрежата на млади европски амбасадори во Западен Балкан. Целта на овој подкаст е да разговараме за различни актуелни теми кои што се интересни за младите од нашиот регион. А исто така ќе адресираме и некои прашања кои што се битни од национално и од глобално значење. Денеска како прва гостинка ја имаме Виолета Куцуловска, која што е собственичка на мал бизнис за одржлива мода и има своја продавница за облека од втора рака Сейф. Вики, добре дојде на подкастот и многу ми е драго што си тука. Пред се, како си? Здраво. Фала многу за поканата. Одлично сум. Се знаеме веќе подолго време и од самиот почеток некако ја пратам и цела твоја приказна, како и го започна самиот бизнис прво онлайн, па сега веќе имаш и твоја продавница, физичка продавница, за која што малце и ќе зборуваме подоцна, но пред се ме интересира како започна идејата за ова, затоа што знам дека и предходно доаѓаш од сосема друга сфера, а сега го разработуваш и овој дел кој што уствари е твоја работа. Така. 8 месец постпартум, дома сум. Со сопругот решаваме дека наредните година 2 до 3 ќе бидам дома со ќерка ми. Предходно, како што кажа, бев во сфера на физиотерапија. Значи тоа го работев предходно. Како што решаваме дека останувам дома, сакам нешто да ми се случи вон секојдневието од она стандардното. И прво што се сетив е расчисти нешто по дома, ослободи енергија, па другото отом потом. Плакарот. Отварам плакарот, вадам алишта, морам да се решам од нив. Што да им правам. Предходно сме ги давале по братучеди помали, така сме пораснале. Мислам, кога мене ќе ми дадеа облека по возрастните, по старите брачеди, бев како кој знае што да се случило. Денес се поинах во време и си викам, ајде да пробам продуктивно да се решам од овие работи, значи не да ги спакувам и само да ми дремат во некој агол, туку така. Направив Инстаграм профил и ја понудив својата облека на продажба. Немав некои очекувања, повеќе беше типот на хоби како спремање на облеките, па сликање, објаснување. Беше штама првите 2 месеци, ама пак ќе кажам дека целиот процес што се случуваше беше интересен и така одскокнав од комфорт зоната или од она секојдневие што го спомнав предходно. Се случи првата заинтересирана личност да се обрати. Си пишавме, објаснавме што е кај, што е понудено. И тогаш уствари беше и првата нарачка. Ја спакував се, жива, среќна, пуштив со рачно напишана порака и подароче. Фидбекот што го добив беше многу убав, само онака позитивен. И тоа уствари беше мотивот да продолжам и понатаму. Дали прво почна со твоја облека или исто имаше и моменти каде што твои роднини дава облека, по истата ти ја сликаше, ја постираше на Инстаграм? Почнав со своја, така, и тоа траеше подолг период додека исчистив се што мислев да исчистам, а што беше дефинитивно вредно да продолжи да се употребува. Стигнав до момент каде што облеките од ќерка ми што веќе беа смалени, дел складираш, чуваш, дел бараш да се ослободиш, и тие облеки ги понудив за подарување преку профилот. Интересен момент беше дека на почетокот напишав донирам бебешка облека и не се одзви никој. По 3 дена случајно ми текнува, чекај малце, донирам, звучи така, како да кажам, и следно пишувам подарувам облека.
сандачето почна да се полни со пораки. Ги спакував сите тие облеки, заминаа кај новите сопственици. И тој момент побуди луѓе, размисли на луѓе кои што веќе не ја користат облеката дома, да ја понудат за подарување кај мене. И така всушност почна тоа купче за продавање да се полни. Значи не само мојата облека, тогаш стапија и облеки на други луѓе. И така че течеше приказката горе-долу. А дали ти пред да ја отвориш прво оваа онлайн продавница, дали ти имаш уствари навика да купуваш облека од втора рака? Да. За волја на вистината, од никогаш не ме бивало за шетање по продавници, бирање и сите тие пропратни работи. Мајка ми, што и добар дел од стилот ми го, како да кажам, ми го оформила таа. Честопати се случуваше да дојди со облека дома и да каже: "Е, види што ти купив." Се беше супер. Стигнавме до момент кај што, како да кажам, актуелната мода, модните трендови никој пат не ми биле нешто привлечни и интересни. Тоа беше момент кај што се осврнав во плакарот на мајка ми да дзирнам што има таму. Многу работи си одбрав. И ми вика: "Чекај да ти покажам работи што не ги носам." Меѓу кои и фустанов е нејзин. Значи, не израчунав точно, ама има згора од 30 години. Толку е стар. Го носела на матурата. Ден денес го носам јас уште. И покрај тоа што има неколку оштетувања што сум ги поправила, не мислам да го попуштам уште долго време. Купував облека од втора рака, значи нели претходно кажав мајка ми го правеше нештото, викам кај да најдам сега јас облеки како ти овие што ги вадиш од некогаш, ми кажува во продавница за облека од втора рака. Ми беше малце чудно на почеток, се додека не влегов и не сватив за што всушност станува збор. Полн погодок. После неколку години, ако не ме бивало претходно за тоа роварење и барање, сега мислам дека од како наоѓаш, леле, види го ова, па види го ова, па види го ова, тата-мата стигнав да сум. И да. Како мислиш, според тебе, какво е размислувањето на луѓето околу тебе за купување на облека од втора рака? Дали најде ти затоа што знам дека и на самиот твој профил на Инстаграм си исто така доста и вокална генерално за одржливата мода и за некои такви трендови поврзана со цела таа циркуларна економија. Според тебе, кои се размислувањата на младите и општо на народот за некоја ваква пракса? Постарите генерации имаат поинакво размислување од помладите, би рекла. Тие почесто купуваат од економски аспект, значи наместо да потрошат, не знам, колкава поголема сума за одредена работа, може да си дозвола нештото за многу поповолна цена. Додека младите го покреваат прашањето од еколошки аспект, свесни за последиците на брзата мода и нејзините практики. Свесни сме колкави количества на природни ресурси се трошат за ново производство, колку од облеките што ги купуваме денес со каков квалитет се, колку можеме да ги износиме и колку тие брзо завршуваат во отпад, што нели и тоа ја прави текстилната индустрија вториот загадувач во светски рамки. Така што да, иако, како би рекла, има луѓе, и ту во доста голем број се уште, што не сакаат да реупотребуваат од хигиенски причини, од статусен, како да кажам, како шубе име, демек са ова е носено, па јас ќе го носам од некој друг, или име срам едноставно да влезат во таква продавница. Ама како што кажав и претходно, информациите кои што ги среќаваме секој ден ја менуваат перцепцијата, отвараат некои размисли
и сето тоа полека се менува, што еве во моево искуство од скоро 3 години, можам да кажам дека има многу голема разлика од тогаш до сега, а тек допрва очекувам да разликата да биде уште поголема. Значи, сепак постои некаков си отпор за купување на облека од втора рака, особено и за тој хигиенски аспект. И покрај тоа што според мене и облеката која што ја купуваме во продавници е кој знае каде стоена, во кој знае какви магазини реално. И сепак се има таа навика кога да се купи нешто без разлика дали е тоа од облека од втора рака, односно продавница од втора рака или од не знам, било каков бренд, така секој дома си ја пере облеката од која ќе ја купи. Но зошто според тебе е важно да се купува облека од втора рака? Важно. Многу е вака. За една памучна мајца да се изработи се потребни 2700 литри вода, што е еднакво на 3,7 години вода за пиење по човек, а милиарди парчиња се произведуваат на годишно ниво, од кои што голем процент се мајци по кратки ракави, што во принцип мислам дека и најмалку ресурси трошат тие, затоа што така не може исто да се потроши за мајца и цел фустан. Тој аспект. Значи, пропратно да спомниме за електрична енергија, користење на хемикали и такви работи. Значи, тој момент го завршуваме, мислам дека е доволно јасно зашто треба да реупотребуваме. Планетава не може да издржи веќе, се уништуваме самите себе си. Она што се прави, затоа е брза мода. Значи, ако порано имало 2 колекции пролет, лето, есен, зима, сега се околу 52 микро колекции годишно. И сега за да постигнеме ние тие 52 да се случат во текот на една година, треба да правиме многу брзо и за да си купиш ти сега, еве си купила мајца и за да си купиш од следнава колекција, ова мајца треба да ти се уништи, како немаш веќе, не можеш да ја носиш. Апсолутно, како што кажав, квалитетот е многу низок и тоа завршува во отпад. Друг момент е финансиите, ги спомнавме и претходно. Мислам, така, зошто би потрошиле брдо пари на облека, на нешто, не знам, онака, материјално, незначајно или како и да е. И генерално мислам дека тие се некои основни, барем битни работи кои што влијаат на подсвесно на сите нас. И модни трендови морам да ги спомнам тука. Значи, ни се налагаат одредени шаблонски облекувања. Денес навистина ми е некој пат тажна слика кога ќе видам група на тинејџери и сите се облечени исто. Значи, автентичност се нема и не се тие криви, мислам, тоа се бомбардирани со такви информации, тоа е ин, а тинејџер како тинејџер е окей да експериментира и кога би посетиле продавница за облека од втора рака, може би почнале по патот на оформување на сопствен стил, онака кога нешто ќе ти се допадне и чекај да пробам, па таму натаму. Да. И сакам малце да се навратиме на моментот, значи цел твој бизнис уствари започна онлайн, односно на Инстаграм, преку еден профил. Како реагираше локалната заедница, барем тука во Струга, затоа што знам дека често имаш и своји излагања на некои различни базари, веќе имаш и оформено најверојатно некој твоја клиентела на локално ниво. Дали малце може да го предискутираме тој момент на кога ти уствари физички почна да одиш и на овие така наречени базари, каде што веќе имаше некој поблизок контакт физички со твоите купувачи на некој начин? Некои беа збунети од типот на веќе си со одредена професија и мислиме дека го работиш тоа, сега наеднаш се префрлаш на нешто друго. А имаш и луѓе кои што беа со коментари
чекавме да се случи ова од тебе. Во поглед на базарите беше супер момент да од поблиску да ја доживеам таа заинтересираност нивна, како да кажам, бидејќи онлайн е малце специфично да купуваш, нели без проба, треба да нарачаш и што стигне. Мислам во смисла точно, неточно и тие работи. На базар беше позитивно што можеа во живо да ја видат облеката, и ако не нешто друго така да се измерат на нив дали ќе им биде окей. Се до моментот кога продавница за да може да пробаме. Да, и се случи продавницата. Собата на ќерка ми беше работна просторија, се додека таа беше премногу малецка и нејзиниот кревет беше во спална кај нас. И почнав да чувствувам грижа на совест дека собава е узурпирана од моја страна и девојчево нема свој простор, а собата е присутна, мислам ја имаш, како да кажам. И тоа беше еден од мотивите, си викам, чекај малце, го сакаш нештово, мислам дека за да работиш нешто со успех, треба да го сакаш нештото, мотивот ти е тука, инспиративен си, како да кажам се тоа. И си викам, следно јас отварам продавница. Беше шокантно првин за самата себе, после и за другите, ама онака си ги замислував работите, како да ти кажам, веќе остварени, исполнети во глава моја. И како што ги замислував, голем дел така и се случува. Ова чувство на кое што си го имала, колку долго траеше, мислам, на дека сакам да отворам физичка продавница. Мислам, како уствари го направи тој чекор за од една онлайн заедница која што ја имаше и во последните 3 години која што ја креираше, за наеднаш да се одлучиш да ја отвориш таа продавница. И како изгледаше тоа кога го сподели со твоите блиски пријатели, роднини? Па, како што кажав претходно, планот беше да бидам дома со ќерка ми 2-3 години. Од како се наближуваше третиот роден ден, си викам, значи моето време тука заврши со одмарање дома. И веројатно тоа беше и алармот, сега шо правиш. И дефинитивно бев сигурна дека не сакам да се вратам на старата професија. И едноставно, не знам како да ти кажам, како гром из ведра неба, беше отвараш продавница, сето ова што го имаш дома, една соба, најди си соба каде што ќе е надвор од дома. Моите беа, ти викам као збунети беа, ама ја имав поддршката, затоа што претходно на почетокот кога им кажав дека имам Инстаграм профил, беа скептици. И тоа некој нарачува. Се додека не почна да ги сведочат искуствата што ги имам и што ги споделував со нив. И да, кога кажав дека отворам продавница, беа, кажи што ти треба. Ако треба некаква помош, тука сме. Што од дома, што од луѓе што ги познавам, там локалците, што се знаеме, сите се дружиме. И малку по малку се случи. Значи, онака не знам како во сон ми е за момент. И кога кажувам, јас одам на работа, уште ми е за момент неверно, не знам како да ти кажам. Дали се сеќаваш на тие моменти или би ги нарекла некои тие предизвици кога се реши да отвориш свој собствен бизнис и да отвориш продавницата? Ме интересира за тоа што претходно си немала некое вакво искуство, па како изгледаше тој процес на размислување, поддршка од заедницата? Што правеше во тие моменти, во тие неколку месеци, пред уствари официјално да се деси нештото? На моменти бев најрадосниот човек на светот. На моменти бев најголемиот паничар. Кога се случи, онака официјално се отвара, плачев и мислев дека не сакам тоа да се случи. Онака баш имав измешани чувства од паника. Со бизнис, од бизнис никој пат во животот. Дори ми било криво што не сум внимавала во средна школа на час по бизнис, онака баш ептен не го сакав предметот. И економија и такви работи, тоа се поврзано заедно. Да. Уште не можам да кажам дека сум човек што се разбира во бизнис. Читам работи, прашувам, се само едуцирам, како да речам.
и искуството го прави своето. Да, како не е едноставно воопшто. Добро е човек да познава одредени работи пред да го почне тој предизвик. Ама пак ќе кажам, ако го сакаш нештото и ако го правиш со љубов и со радост, коцките се местат некако. Привлекуваш добра енергија и ако пак да се разбериме, ако почнуваш бизнис, не е тоа енергија во прашање. Треба да знаеш што правиш. Да, твори мотивацијата во овој случај за тебе беше пресудна. Клучна, дефинитивно. Дали имаше некои законски олеснувања или некаква си поддршка за да го отвориш овај бизнис или за некои вакви слични иницијативи кај нас? За конкретно вакви иницијативи досега не сум сретнала законски олеснувања, што се надевам дека би ги сретнала во иднина, затоа што одржливоста денес добива се поголем фокус и е многу важна тема и треба и во пракса да ја имаме многу почесто. Така да досега не би рекла дека некоја посебна поддршка конкретно заради типот на иницијатива, ма да, се надевам дека во иднина има и такви иницијативи, да. Дали мислиш според тебе дека малите одржливи брендови како што е Safe можат да направат некаква промена во однос на овој начин на живење, одржлив начин на живење, јас дури би го нарекла, или мислиш дека е потребно и нешто повеќе? Секој прави промена, како би рекла, промената почнува од самиот себе. Дека прави промена прави, дека е мала дефинитивно е, како да кажам. Сметам дека одржливоста зафаќа, значи може да се гледа од безброј аспекти функционирања, бранши, како тоа да може да се нарече, така што доколку би станала дел од образовниот систем, може би нема тинеџерите да се облечени сите како во калап. Важно е да се разбере што значи оддржливост и зошто е важно, особено во денешно време, каде што екологијата ни е на многу ниско ниво, климатски промени се во вис. Значи, самата едукација, ако почне од училиште, мислам дека ќе донесе многу поголема промена од еден профил, 2-5, колку и да се на интернет. Па тогаш ние сигурно би воочили некои разлики не само во однос на таа одржливост од аспект на одржлива мода, туку одржливост баш и како што кажав и претходно, некој начин на живот. Дефинитивно. Дали имаш некои топ 3 совети за некој што сака да почне, но на некој начин или има некаков отпор или се плаши да купува облека од втора рака? Ако досега не купувал и му изгледа страшно од X причини, тоа е затоа што како на страф од непознатото. Соочи се со стравот, влези во продавница за облека од втора рака, ќе видиш дека не боли. Се шалам. Ако име шубе од хигиенски причини, тоа расчистивме, мислам, нели? Земаш, купуваш, од што и да купиш, дали ново, дали старо, земаш, периш, не постои нешто такво нехигиена, според мене. Ако ти е шубе да пробаш, не знам, облечи хеланки, тенка блуза, од кога ги пробуваш работите, не мора да ги допреш директно на кожа, пробај над нив, потоа одиш дома, се пресоблекуваш, фрлаш на перење. Друго, автентичноста, што ја спомнавме претходно, треба да е одраз на секој човек, мислам, особено младите луѓе кои се бараат себе си, затоа што тоа поттикнува и самодоверба. Значи не може, ако денес е во мода, не знам, кратка мајца, а имаш конституција на тело каква што имаш, па тебе не ти стои таа кратка мајца и тажиш дека леле изгледам лошо, а другарка ми изгледа подобро, сето тоа
лошо влијае психолошки, заштитете се од такви работи, барајте си го на што вас ви одговара, ќе го најдете во продавница за облека од втора рака. И тоа е, не знам што би додала. Во секој случај, секој треба сам да одлучи, не може никој да биде натеран на нешто. Мислам, дури да биде натеран, тоа е краткотрајно и нема резултат, како би рекла. Секој промената ја прави од себе и не се плашете да излезете од комфорт зоната, би рекла. Пробајте, видите. Тоа е тоа. Супер. Вики, фала ти многу што беше прва гостинка на овој подкаст, кој што беше во соработка со Europe House Струга. Ми беше многу пријатно да си разговараме на оваа тема. Се надевам дека ќе имаме и други вакви прилики да продискутираме малце и подлабоко за циркуларната економија, одржливата мода генерално. Така да ти благодарам многу. А исто така сакам да ви се заблагодарам и вас кои што бевте денеска заедно со нас, па се гледаме во некоја наредна прилика.